Кој ќе го обнови Сион? Да видиме во Псалми поглавје 102 стих 16. Зашто Господ ќе го изгради? Што ќе изгради тој? Сион. Зарем изградик не значи повторно градење? Да го испитаме внимателно значењето на зборот обнова. Тој укажува дека не станува збор за почетно воспоставување, туку за обнова на Сион кој некогаш бил уништен. Англиската Библија јасно го запишува зборот rebuild. Не е ли префиксот ри, што се користи со значењето повторно за да се означи повторување? Сион некогаш бил основан, но бил уништен од низа настани. Сепак, Бог повторно ќе го воспостави Сион, затоа Библијата запишува: Бог ќе го обнови Сион. Зашто Господ ќе го изгради Сион и ќе се појави во славата своја? Тогаш, од пророчка гледна точка, само кој може да го обнови Сион? Да претпоставиме дека ова е дел од сценарио за драма или филм. Потоа, според сценариото, кој ќе се појави и ќе го воспостави Сион? Самата Библија е книга на пророштва. Треба да се исполни според ова. Затоа, за да се исполни ова пророштво, Бог мора да дојде и да го обнови Сион. Не можеме ли да кажеме дека само местото каде што Бог го воспоставува е вистинскиот Сион? Што вели Откровение поглавје 5? Дали има некој на небото, или на земјата, или под земјата што би можел да го отвори свитокот или барем да погледне во него? Никој. Тогаш, тоа значи дека правилното толкување на 66 книги од Библијата не може да се даде се додека не дојде Господ. Без разлика колку библиски научници изнесуваат разни теории и воспоставуваат секакви системи, ние никогаш не можеме да бидеме спасени преку нивните теории или системи. Мора да биде во согласност со Божјата волја.